Поздрав, магични мои! Добре дојдовте на Уналумтарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша поддршка упатена кон мојата страница. Добре дојдовте и сите вие нови кои што го посетувате мојот канал и мојата страница, кои што сте преплатени и сте веќе поддржувачи на сите мои видеа. Јас се надевам дека добро ќе се забавувате и ќе дознаете вистини, ќе ги навигирате вашите енергии и ќе започнете со ваше исцелување и ваша просветлувачка енергија од мојата страница и од мојот YouTube канал. Ајде да видиме тематско видео денешно ќе биде во енергија. Што тоа в изненадување ви доаѓа во најскоро време и што тоа ќе значи за вас? Значи, какво изненадување доаѓа до вас во најскоро време, ова ќе бидат брзи енергии, и што тоа поконкретно ќе биде за вас во вашата енергетска вредност. Еве вака, јас ќе ги поставам сега картите, вие ќе се одлучите, ќе имаме две групи, ова ќе биде колективно, интуитивно отварање. Ќе можете да се одлучите за која и да било сакате карта да погледнете, група, не е битно. Ова се колективни енергии, нема да резонира со секој од вас, доколку не резонира, оставете, отфрлете ја оваа порака и оставете некој друг да послуша, затоа што најверојатно ќе му биде битна. Ајде да видиме, секогаш улогите можат да бидат заменети, да не заборавам да го кажам. Поконкретно, јас ке читам во мој род, затоа што сум жена, а сите вие мажи кои што ме следите и ме пратите, дозволете си да вашата енергија ја канализирате преку овие пораки. Значи, дозволете во ваш род да биде во ваша интуитивност. Значи, имаме две групи, што тоа ќе биде во енергија да се одлучите за какво изненадување ве очекува во најскоро време и што тоа ви носи. Значи, што ќе ви донесе ова изненадување кое што најбрзо доаѓа према вас. Имаме две групи, интуитивно, без премногу размислување, две карти, значи две групи. Првата група е оваа школка Звезда. Денеска сум морска, енергија на одмори, затоа што се веќе се одмори. И оваа школка која што ќе биде за сите вас. Ќе во оставам за некоја секунда да си се одлучите и да започнеме со исчитување од тарот картите. Јас се надевам дека се одлучивте и еве да започнеме со исчитување од првата моја група, оваа Звезда која одбра. Ајде да видиме, имате Whip, значи енергија на исчистување, енергија на успех во љубов и енергија кралицата на штаповите. Драги мои, некоја енергија која што не ви дава можност да тоа што најбрзо изненадување ќе дојде до вас е дека ќе се отстранат некои енергии кои што ве прават во постоечка енергетска вредност, во вашата љубовна енергија, каде што и вашата љубов која што не напредува, не е успешна енергетска вредност, не доживувате успешна енергија, ќе треба да отстраните некој стар патерн во начинот на размислување, персона која што е до вас, која што ви пречи, или пак оваа персона со која што градите нешто, но неуспешно градите, е во енергија дека треба да отстрани нешто што е негова или пак нејзина енергетска вредност која што вели, јас размислувам на многу поинаков начин, но не добивам успех во мојата енергија на љубов, на емотивност. Значи, овдека некој се дава премногу,
а некој па иззема премногу, но во енергија каде што ќе треба да се исчистат некои стари патерни, за да овој точак на среќа, на успех во љубовна енергија ќе биде во енергетска вредност да се придвижи према вас. Кралицата на штаповите ни одредува женската страна во ова денешно изненадување, каде што и кралицата на штаповите ќе го потегне овој енергетски дел на успешна љубовна енергија, каде што и кралицата на штаповите ни дава можност на убавина, на ентузијазам, енергија да таа е одредувачка енергија, која ќе се пушти во нешто, сака да биде тоа со успех направено. Оваа кралица на штаповите ќе го придвижи ова тркало на успех во љубов, затоа што оваа персона која што е спротив вас ќе биде во енергија да исчисти стар патерн на однесување, за да може оваа љубовна енергија која што е во ваша енергетска смисла за персона која што ви значи, или пак оваа врска биде во успешна љубовна енергетска вредност. Знаете дека ова нешто кое што ќе треба да го направите ќе биде произлезено од енергија на кралицата на штаповите. Кралицата на штаповите ќе ја придвижи енергијата, ќе даде повод за успешна љубовна енергија на према персона која што е до нејзе, енергија каде што и ќе треба да исчистат некој стар патерн кој што не е веќе заснован да биде во енергија на происход. Ова енергетска вредност ќе биде во енергија да послушате совет од некоја мудра персона, или пак енергија која што ќе даде можност да биде во енергетска вредност да се одлучите за нешто што ќе ви донесе успех во љубов, или пак во љубовна врска, во емотивност, каде што и нешто што не ве прави стрекни и успешни во оваа врска ќе треба да се исчисти во најскоро време. Тоа што ќе треба да останете доследни на нешто што и ќе треба да добиете потврда, валидација од оваа љубовна енергетска вредност е од машката страна, која што енергија ќе треба да придвижи момент на исчистување за да добиете успех во љубов, во љубовна енергетска вредност. Ајде да видиме и совет за вас, драги мои, во денешното исчитување на ова изненадување кое што доаѓа према вас. Значи, оваа персона ќе прифати да исчисти некој стар патерн на размислување, за да добиете успешна енергија, токму така сила. Вие, драги мои, ќе добиете сила да ја промените вашата енергетска вредност на ваше размислување за успешна љубовна енергетска вредност, во успешна љубовна врска, или пак да промените перцепцијата на размислување према персоната која што сте веќе во љубовна врска, или пак доколку не сте, ќе биде во енергија да исчистите некоја персона или пак стар љубовник, љубовница, не е битно, за да можете да бидете во ваша енергетска вредност, значи да бидете во успешна љубовна врска која што ќе биде со успех загарантирана. Овдека, драги мои, силата ќе биде во преголемо значење за вас, значи ќе добиете една убава, успешна енергетска вредност. Прва моја група, или пак звезди кои што сте морски, длабоко ќе осеќате во наредниот период енергија каде што и длабочината од морските води е емотивност, значи се враќа емоцијата во вашата љубовна енергетска вредност и вашата љубовна врска ќе се заснова на успешна љубовна врска, а сето тоа кога ќе ја исчистите вашата енергија на размислување или пак на персоната која што е до вас од другата страна. Се гледаме во наредно исчитување од тарот картите. Поздрав!
И добре дојдовте втора моја група за сите вас кои што одбравте оваа школка, да видиме какво изненадување доаѓа према вас и што тоа поконкретно ќе ви донесе, да видиме какво изненадување доаѓа према вас и што тоа поконкретно ќе ви донесе. Добивме картата на книга, картата на суд и асот на куповите. Драги мои, во најскоро време за вас доаѓа некоја разрешница од судство. Значи, доколку имате проект, некое судење, нешто што треба да се одлучи во ваша корист, за некое затајување, за нешто што не ви било покажано, наследство, пари, судство, значи судски процес, каде што имате судски процес, да не било реципрочно давање и примање за оваа намена, да биде во енергија, да дознаете преку судство дека кој и што стоел позади некоја ситуација, кој прикривал некоја енергија на недобра валидација или пак нешто што вам ви е битно преку судство, да некој нешто каже, покаже за некоја ситуација која што сте се нашле, која сте биле во претходниот период, за нешто што вам ви е битно, дали било на материјално, на емотивно, дали е во енергија на живототворна енергетска вредност, знаете дека универзумот доаѓа према вас и ве наградува преку асот на куповите. Тоа е енергија на емотивно исполнување. Сето тоа што сте го сакале ќе се трансформира во ваша енергија. Како буквално да очекувате некој друг исход од ова судство, но ова судство, оваа одлука која што ќе се направи преку судење, ќе биде во корист ваша, драги мои. Ова енергија за други пак од вас ќе значи дека доколку имате парница, да се разведувате или пак да донесувате битни и важни одлуки преку судството, преку енергија на нешто што е притаено према вас, да биде во енергија да добивате старателство за ваше дете кое што ќе треба да биде во енергија да сте во безсознание каква одлука ќе донесе судот. Тоа ќе биде една ваша огромна енергетска вредност на изненадување, кое што универзумот ќе ви го даде во енергија на трансформација, во енергија на асот на куповите, каде што и сето она за тоа што сте мислеле дека нема да го добиете, комплетно ќе го добиете и ќе биде во ваша корист пресудено, драги мои. За сите вас кои што се судите за работна енергија, да некоја персона која што е од ваш работен енергетски дел, да ви направила некоја збркана работа и ве увлекла во енергија да добиете една да добиете покровителство со судство или пак некоја енергија на превара, на недобро покажана енергетска вредност, да било лага, измама, пари, документи, криење на документи, знаете дека ова ќе биде изречена една огромна енергетска вредност која што ќе биде во емотивна смисла, во целосно исполнување за вас и вашите емоции, драги мои. Обратете пажња на внимание на бројот 23 и 26, за некој од вас ќе биде во огромно значење овој број. Ова ќе биде енергија која што ќе дојде према вас во најскоро време. 23 и 26 бројот е да се одлучите за нешто што и ќе добие смисла во комплетна енергија. Ова енергетска вредност ќе се утемели, драги мои, за сите вас кои што се наоѓате во судство, во дисбалансна енергија, да премногу размислувате и осеќате со вашето срце и вашите емотивности. За други пак од вас ќе значи дека ова изненадување кое што доаѓа према вас
ќе биде во енергија на емотивно исполнување. Значи, нешто што е во судство, во суд, во судница, енергија да, доколку е работна енергетска вредност. Значи, доколку сте учеле, сте биле работоспособни, значи сте давале се од себе за да бидете во енергија на ово судство, значи да ова се однесува на сите оние кои што се во енергија на судство, правосудство, закони, енергија на донесување битни и важни одлуки за вашата работна енергија во вашиот животен енергетски дел. Оваа работна енергија ќе се утемели во вас и ќе добиете една огромна нова работна енергетска снага, каде што и ќе бидете избрани да бидете дел од судница. Значи, ќе работите во судство, каде што и ќе се справувате со сите овие енергии кои што доаѓаат према вас. Имате можност да славите, драги мои, енергија каде што асот на куповите ви доаѓа во енергетска вредност за сите вас кои што сте на овој пат да добиете судство, да добиете баланс на енергетска вредност во ваше излегување, работна енергија, енергија на љубовна енергетска смисла или пак ваш живототворен енергетски дел, каде што и ќе творите и ќе работите во ваша емотивност. Значи, со емоции ќе ја изразувате оваа енергија. За други пак од вас ќе биде во енергетска смисла да бидете во целосно исполнување на тоа што го и очекувате. Значи, судството ќе биде во енергија да пресуди во ваша корист, драги мои, за сите вам кои што сте на тој пат и кои што имате проблем во вашите енергии. Ајде да видиме и совет за вас. Комплетно ми се допраѓа оваа група, ова е добра енергија, добро читање. Freedom, енергија на слобода. Ке се ослободите од сите потешкоти, за сите вас кои што сте биле стегнати, кои што не сте очекувале добар исход. Оваа порака ве уверува и ви носи огромен пресврт во вашиот енергетски дел. Изненадувањето, драги мои, е во ваше ослободување. Ке се ослободите од стрес, напор, енергија каде што и упорно сте работеле на оваа енергија да биде успешна и во ваша емотивност. Енергија да слободата нема цена, драги мои. За сите вас кои што очекувате судскиот процес да заврши во ваша корист, ќе биде во енергија на ослободување од секаков терет и тоа ќе ви донесе еден мир и спокој во енергија на емоција. Значи ќе бидете стрекни и јас можам само да ви кажам дека ово изненадување ќе ви донесе можност да отворите шампањ и да славите во најскоро време. Драги мои, обрнете само внимание на број 23 и 26. Асот на куповите ви дава можност да бидете во енергија на почеток, почетна слобода, каде што и ќе отпочнете нешто ново кој што се случува за вас во најскоро време, драги мои. Јас се надевам дека оваа порака на изненадување ќе биде во ваша енергетска вредност и ќе ве задоволи овој исход на изненадување кој што доаѓа најбрзо према вас. Се гледаме во наредно исчитување од тарот картите. Поздрав!